Преку реална пракса до побрзо вработување, со ваквиот концепт владата ќе се обиде да ги задржи младите во Македонија. Станува збор за проектот Дуално образование, кој представува комбинација на теорија и пракса, при што посебен акцент се става на практичната обука во самите компании. Министерката за образование со швајцарската амбасадорка денес ја посетија фабриката КАС Груп, каде од прва рака се запознаа со начинот на кој оваа компанија ги регрутира учениците од стручното училиште Владо Тасевски. Јаневска рече дека владата на Македонија преку Министерството за образование и наука се заложи дека ќе го јакне средното стручно образование. Годинава имаме 15.000 ученици запишани во средно стручно образование од вкупно 17. Се извинувам, 12.000 ученици од вкупно 17. Имаме 62 училишта со дуално образование, од кои во прва година имаме запишано 4.000 ученици, што навистина се импозантни бројки. Швајцарската амбасадорка рече дека овој систем функционира подолго време во незината земја и дека повеќе од 70% од учениците остануваат во струката, иако имаат можност за некаква преквалификација. Немам точни статистички податоци, меѓутоа повеќе од 75% од учениците повеќето остануваат во струката, иако имаат можности за градење на капацитетите за преквалификација и така натаму. Извршниот директор на Стопанската комора Антони Пешев рече дека во Македонија повеќе не е стигма децата да се запишуваат во средните стручни училишта и дека се е поголем бројот на оние кои поминуваат на овој едукативен процес. 70% од тие деца остануваат на работа, што е нешто што го поставивме како скоро неверојатна цел 2019 година, 2024 година ние до таа бројка дојдовме. Значи само 30% од децата што поминале овој систем не остануваат да работат, што е одлична бројка. Инаку Министерката за образование се осврна и во делот со учебниците и рече дека состојбата со учебниците е одлична и дека директорите и наставниците се должни да побараат ако забележат дека недостигаат.